Поради присъствие на градския стадион Овдоволски, след националната община екип от турнира рано, последните представители от община екип, организатори на ove спортни настанки, които štite gradota na sportota, футболския клуб футболския от Мала Екко Štip, постигнали представници на останалите футболски клубови, тренери, играчи, постигнали публика, родители. Добре дойде на градският Štip, на градският стадион в Štip, където ще се случва завършница от детската лига на футболската федерация на Македония централен регион. Poštovani učesnici, poštovani roditelji, poštovani treneri, naistino mi je čast i zadovoljstvo što ovaj nastav se održava u gradot na sportu, u gradot Štip. Ja bih čestitam na svima vas zato što ste bili ste pobednici. Так, горе доле. Тамо иде ли тука? Лево десно, они ме. Лево десно. Ајде, ајде, ајде. Ново издание на спортска мрежа, еве овде од градскиот стадион во Štip, каде што сме сведоци на завршницата од детската лига на фудбалската федерација на Македонија, централен регион. Фудбалскиот клуб Брегалница заедно со фудбалскиот клуб Мала Екс организатори, како до идејата ете вие два клуба од Štip да бидете организатори токму Štip. Ето уште нешто да го потврдиме прима дека е град на спортот, се најдат да бидете организатори на оваа завршница. Така, пред се добар ден на сите следечи на спортска мрежа, добар ден на сите родители, на сите поддржувачи на спортот. Денес е прекрасен ден и е празник во Štip во детските категории во фудбалот. Идејата ние овде да бидеме домаќини е со години наназад. Претходната година беше во Кавадарци и така да одлучивме и претходната беше во Неготино секоја година да правиме ждреб каде ќе се падне. Оваа година ждребот се падна во Štip и ние сме пресрекни затоа што децата го искуси еве и градскиот стадион за прв пат, имаат посебен мотив и желба да играат на градски стадион каде што игра првиот тим и е секако чест голема за децата и за родителите да ги гледат на овој прекрасен стадион нашите дечиња. Околу организацијата се помина во најдобар ред. Го отворивме турнирот со градоначалникот, благодарение на општината исто така за поддршката, што ни овозможи овде да бидеме на овој прекрасен ден да се одржува овде на градскиот стадион. Нешто околу. Да, кажи ми, денес играат нели оние како Савот е прв надпреварувачки ден си играат оние непарни генерации, утре настапуваат парните генерации, 6 генерации, колку екипи настапуваат и ете вие како клуб, како представник од Брегалница, кои се ете вашите очекувања? Ќе може ли Брегалница да успее да обезбеди да речеме фудбалска виза за учество на главната завршница во Скопје на терените на фудбалската федерација на Македонија во период од 1 до 3 година? Така, сите, знаете како е во кај дечињата е променливо секоја година, различни екипи се пласираат во Скопје, така да јас не давам акцент нели ова ќе биде или она ќе биде, тоа си доаѓа само по себе, резултатите си доаѓаат кога со напорна работа, со дисциплина, со култура, како ги учите децата, како ги надградувате, тоа дали порано или покасно ќе си дојде. Денеска играат непарните броеви, тоа е 2011, 2013 и 2015 година. Ние учествуваме со две генерации денес, со 13 и 15 и секако очекуваме да се најдеме од двете генерации во некое финале и да се надеваме на успех и да се гледаме во Скопје пак. Со кои генерации настапува Брегалница? Брегалница настапува 2012 родени, 2013, 2014 и 2015 деца родени, 4 генерации. Супер, благодарам за овој, ето да речем, поводен дел. Ќе имаат гледачите можност преку
овие најдобри моменти, погодоци, ако успееме нели да фатиме некој добар погодок, преку овие разговори од тренерите да склопиме една спортска емисија која што ќе ја посветиме нели на завршницата, па така да ќе имаат можност да уживаат преку камерите нели да на малите екрани да уживаат од оваа атмосфера. Уште еднаш благодарам, почитувани гледачи, ова беше Дарко од фудбалски клуб Брегалница, со кој што направивме овој почетен разговор, а како што кажа во следниот период ќе можете да ги проследите сите оние најдобри моменти овде со изјави за да ја доловиме атмосферата од уште еднаш ќе потенцирам на градскиот стадион во Штип се игра завршницата од детската лига на фудбалската федерација на Македонија централен регион. Даре! Даре, бегай со играч! Прва! Ај Марко! Ајмо Алекс! Удар! Ај Марко, даваш шпринт! Удар! Сртија! Па добро, пред се големи честитки за организаторите на овој, да кажем, турнир детски, до екипата на Мал Аекс и до Брегалница. Значи, секоја година, знаеме, се организираат вакви турнири. Најдоброто нешто од цела година. Ние, како Академија Постолов, настапуваме со две генерации, значи дечиња родени 2011 и дечиња родени 2013. Пред се, да нас секој пат кај школа Ростатеница втор план, битно ови деца да се дружат, да се забавуваат и секако најдобриот да победи. Значи, атмосферата одлична, гледаме добро организирано, пак ќе повторам, големи честитки за организаторите и мислам дека овој настан, кој што го чекаме цела година, е голем благодет за овие деца и мислам дека ќе заврши се во најдобар. Десно! Пас! Вака прво да ги поздравам вашите гледачи, следбеници. Турнирот е одлично организиран. Задоволни сме со прием, со односот на домаќинот, секоја чест, убаво време, убав терен. Значи, чест е да се играе на градски стадион, кај што играе први тим на Брегалница. Големна благодарност до организаторот Мал Аекс, кој што го организира овој турнир. Не е мала работа да собериш деца од 6 генерации по неколку тима и да ги организираш во еден надпревар. Значи, тикаш на овој турнир учествувал сите 6 генерации кои се пријавени во централен регион. Денеска Гази си оттаму стрелите, ај земеш топка, ацката ти дава опција за лево да му простор, Сандри може да пас. Ей! Даме! Даме! Марче! Пајде ново да игра. Пајде да тече време. Во овој втор разговор на спортска мрежа разговараме со Владко Манев од Мал Аекс, еден од организаторите заедно со Брегалница на завршницата од фудбалската лига, нели на детска лига на фудбалската федерација на Македонија централен регион. Како ете како организатори заедно со Брегалница дојдовте до таа идеја вие да бидете топ организатори на
ова завршница овде на градскиот стадион во Штип? Прво, ние како победници во лигата во 2011 година имаме право да бираме дали ја прифаќаме организацијата. Ние како клуб 2011 ја прифативме организацијата, бидејќи во Штип не памтам последните 5-6, може би 10 години да имала ваква организација. И заедно со Брегалница, бидејќи знаеме Брегалница како што ги има овие услови, и ние се нафативме и мислам дека оде се одлично. Заедно со некои спонзори, сигурно да ги наведам Синалко, да ги наведам Руди и други спонзори кои што ни помогнаа за ова добра организација. Кажи ми, Мал Ајакс со кои генерации настапал нова завршница? Мал Ајакс настапува со сите генерации од 11 до 15. Еве веќе 11 сме во финале, победа имаме и чекаме победник за финале. Да се обезбедува виза нели за главна завршница во Скопје од 1 до 3 јуни. Кажи ми како тече тете прв надпреварувачки ден, неколку часа први надпревар, како сте задоволни од самото тоа како тече овој завршен на турнир овде во Штип? Уште самиот старт можете да забележите дека се е на ниво публика, организација, обезбедување, со доаѓањето на градоначалникот на првите луѓе на градот со честитки до сите деца, до публика, до се. Мислам дека се е одлично и дека ќе продолжи во таков ритм. Супер, честитки за првата победа, успехи на останатите генерации. Почитувано беше Владко со кој што разговарав, овој е втор разговор, претходно разговаравме со Дарко, а во следните денови ќе излезе и она спортска емисија на спортска мрежа која што ќе биде посветена токму нова завршница. Играме супер, шоу и фан. Остануваме 20. Dajte si raka, bravo deca! Pozdravi se, ajde! Bravo, Bravo, Kires! Bravo, Marko! Дайте го виде, пак ви го кажам, Јордан и Богдан гинат на терен. Значи вака, најпрво сакам да им се заблагодарам на организаторите, на фудбалската екипа Брегалница и фудбалската екипа на Мал Ајакс, пред секако добри домачини и добри организатори на турнирот. Ако второ, овој направа беше навистина неизвестен и двете екипи беа доста квалитетни, но на крај сепак среќата беше на наша страна и на овој рулет пенали победивме и се надевам дека во финалето против екипата на Брегалница, уште и Брегалница е доста квалитетна екипа, се надевам дека ќе бидеме победници и дека ќе успееме да одиме на завршниот турнир во Скопје.
Па за почеток да кажам дека организацијата е на највисоко ниво, дека е добро организирано. А што се однесува до првенството, ние конкретно за мојата екипа можам да кажам дека ние имаме екипа што немаме изгубена утакмица, али тоа е фудбалот, некојаш кога најмногу треба да бидеш најдобар, да имаш најмногу среќа. Фудбалот знае да те казне. Тоа се случи денеска со нас. Ние цело првенство, уште еднаш ќе повторам, немаме изгубена утакмица цела година и први сме на табелата во регионот, ама денеска еве во една добра утакмица кога веќе изгубивме со 5-4, тоа е утакмица квалитетна, 9 голови постигнато. Задоволен сум денеска од играта, од нашата игра, али мислам дека немавме доволно среќа и Брегалница заслужено оди напред. Милошевски Дарко. Јованов Стојан. Мора да биде. Изпади до Лука! Дојдо! Odloži slobodno. Odlično. Ne brzaj. Dobro je. Bravo. Вториот преборувачки ден од овој завршен турнир, ајде да речеме завршница на централниот регион од ФФМ детската лига. Како организацијски поминавте прво и како ете до таа идеја да Штип биде домаќин заедно со Мал Ајакс и Брегалница? Како и секоја година, така и ова година се организира завршен турнир во детската лига Централен регион. Идејата да баш во Штип се одржи оваа година беше кандидатурата на Брегалница и на фудбалскиот клуб Мал Ајакс. Бидејќи беа единствени во кандидатурата, одлучивме да се одигра завршниот турнир од нашата група во Штип. Кажи ме, вчера беше прв, денес е втора на прворучен и последен, нели нормално, веќе од вчера имаме нели екипи кои што тиквеш во две генерации се обезбеди заедно со Борец ми се чини да учествуваат нели на завршницата. Заедно со Мал Ајакс во 2011, да. Така. Кажи ми како помина вчера и ете како тече денес веќе овој втора на прворучки ден од аспект на организација. Морам да ги пофалам двете екипи за одличната организација, одличните услови за игра. Значи не сгрешивме што го одигравме завршниот турнир тука.
Им честитам на правопласираните екипи од првата ден ГФК Тиквеш во генерација 2013 и 15 и екипата на Мала Аекс во генерација 2011. Сега од аспект на тренер, како помојна ете вашиот клуб ГФК Неготино? Вчера се надпрвувате, денес видовме, има ли веќе некое полуфинале или финале обезбедено? За жал, денеска игравме полуфинале во генерација 2016. Имавме доста прилики, не ги искористивме. Рулетот одлучи да оде екипата на ГФК Тиквеш во финалето. Тоа било една добра дерби тука со Софиска. Исто и вчера имавме еден одличен надпревар со екипата на, мислам дека беше Брегалница, каде на пенали исто бевме понесреќни во тој рулет, додека екипата од генерација 2013 беше совладена од екипата на Малајакс на Брегалница со 3-0 и не се пласиравме во полуфиналето. Супер, благодарам за овој разговор. Еве, гледачите имаат можност да видат нели како овој втор ден тече. Гледаме дека е стварно добра организацијата, навистина одлична организација на двата клуба. Ете, имаат можност нели гледачите и родителите да уживаат во овој фудбалски празник, ајде да речеме за штип пред се, затоа што овде нели во преден план е другарството, пријателството, дружбата, резултатите се во втор план. Во секој случај нови искуства, нови другарства и сакам уште да напоменам дека на завршниот турнир ние кажавме дека се пласира ГФК Тиквеш и Малајакс во тие три категории и дека место за пласман во Скопје има само правопласираната екипа од секоја генерација, да. Завршниот турнир ми се чини се игра од 1 до 3 јуни на завршниот на ФФМ. Турнир е од 1 до 3, тоа е сабота, недела и понеделник на терените на Фудбалската федерација на Македонија. Супер, уште еднаш благодарност до вас, почитувани гледачи. Разговаравме со координаторот Илија Стојанов за само тоа како тече нели овие два надпреварувачки денови од завршниот турнир на централниот регион од ова ФФМ детска лига, а во следниот период ќе имате можност преку спортски емисии да ја доловиме оваа атмосфера која што ја гледате овде, како ете младите фудбалери од генерација 2011 до генерација 2016 се надпреваруваат и обезбедуваат, ајде да речеме, на фудбалска виза за настап на завршниот турнир кој што кажавме се одржува од 1 до 3 јуни во Скопје на терените на Фудбалската федерација на Македонија. Уште еднаш благодарност. Благодарам на вас. Piranje! Bravo! Ние сме презадоволни од пречекот, од приемот, од организацијата, од градот Штип и организаторите. Значи, ние сме тука во својство на сите деца, додени, значи, мора да се развиваат младите категории. Ова е еден апел до сите градови организатори, значи треба да продолжиме у исти ритм, да има почесто вакви манифестации од сите региони се собираат децата и да има напредок у македонскиот фудбал. Како се задоволна тоа како ете вашата екипа и вчера и денес ете ги одигрува овие завршни надпревари? Да, еве денеска ние со генерација 2014 сега во секој момент треба да забаче полуфиналето со ГФК Тиквеш. Значи на секоја утакмица на моите дечиња им кажувам, че резултатот не е толку битен колку што самото другарство и да напредуваат во секоја утакмица, да имаат напредок. Резултатите ќе си дојдат подоцна. Ајде. Така, генерално добар ден и од нашиот клуб Young Boys. Сепак ова е нашата најмлада категорија која што моментално се надпреварува. Освоивме второ место, среќни, успешни. Сепак организацијата е
на задоволително ниво. Се надевам дека оваа традиција ќе продолжи и наредните години да се имплементира се со цел за да видиме насмевките самите деца и задоволни лица. А кажи ме како Young Boys, каков е интересот кај вас во Неготино, предпоставам дека сте така? Каков е интересот во Неготино пред се за тоа што нели сепак работите со млади деца, каков е интересот за фудбал таму и дали има како пошто Неготино мало место, а има повеќе да речем фудбалски школи, каков е начинот на селекција, дали има доволен деца за да се направат нели селекција? Дефинитивно од секогаш Неготино бил препознатлив по избор и селекција на добри и квалитетни играчи. Така да и овој период и овие генерации се среќаваме со исто и се надевам дека ќе продолжиме исто така и оваа традиција дека у наредните години ќе испаѓаат се подобри и подобри кандидати. Ја ти кажам што ме интересира. Ме интересира кој ќе одам на Вардар да напишам, има 3 деца да доаѓаат да си преговараат. Ето тоа е. Ама не, греот е ако е стварно, што го викаат децата. Играчи не го викаат. Тоа спортот ќе отиде. По комент бројот ќе проверете и книжката може да пише што. Колку тоа е, колку? Ето ти гледате. Ајде. Да ти биде кани, беше ли? Браво! Браво! Dani! Ajde, sjede na kupa. Ne brani na kupa, ajde. Nikola, ajde be! Ajde Ljubče! Sam David! David! Vidi Čočkov, vidi Čočkov! Vidi Dragan! Сакате помогнете ли? Сакате. Пази. Това е ще. Чирай телефон. Еве калите. Не откуда мачорч. Откуда да се кисне. Това ова е за трето. За трето. Марио, останало. Бе, братчо. Мачори палести 12 жълто. Мачорите. Ovo za tretu, 12 ги те пали, какво е битно? Гледай. Не така. Они кръшат паят, да плачат. Така трябва. Десвал! Браво, мали. Здрав, свай, дай! Здравко! Мърде мал, значи! Ето, Марко! Гледам позади гърбът! Много лесно ви правят пренос! Концентрация! Изолай! Сега контра! Ангел! Айде, Ангел, бега! Сам си, Ангел! Айде, Ангел! Тим, айде!
Скок! Скок! Браво! Ajde tim, ajde tim. Tim, ajde. Ajmo site napred. Passa nam što feša u B grupi. Može ti da... Dečki, ajde da se spustime samo, site da nagradite za najdobite, така? И да ги прогласим оне кои ќе патуваат од први до трети на завршниот турнир во Скопје. Ќе започнеме со генерација 2016. Важи? Освоено трето место во генерација 2016. Това е клубска диплома? Трети да šta? Второ место шампиони во генерација 2016, екипата на ГФК Тиквеш Печени Никола, завърти се дето там. 2016. Браво. Браво! Браво, дечки! Пекар с другарите. Тета Пехар. Другари, така да го видят. Чанък да сликат вътре. От година се наши, айде! Второ место и успех, айде! Айде, 3-4, сите, айде! Браво, дечки! Айде, ако дойде заедно. После
дай му на Дали има висше Петрошов, дали има дип. Давай, на Павел. Шестнайстка, кой е тук? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Малко ми се да някой ми пада. Еден си замина. Ибрай. Сите! Браво, бе.